Носење детални урбанистички планови за бетонирање на Тетово и легализација на дивоградбите. Судејќи по дневниот ред на денешната седница на Тетовскиот совет, се чини властите ги побркале приоритетите. За состојбата со коронавирусот во Тетово, кој полека станува ново жариште, нема ниту време, ниту место да се дискутира. Веќе подолго време се апелира да се свика седница на која ќе се расправа токму за анализата и мерките за помош на граѓаните и бизнис секторот. И денеска советничката група на ВМРО-ДПМН е побара на дневен ред да се најде состојбата со COVID-19, но безуспешно, оти поддршката само од БЕСА и Алијанса за албанците не беше доволна. Кога ќе го погледнете дневниот ред, ќе забележите дека се работи за носење на два детални урбанистички планови, на кои што секако општината мора да ги презентира на видеобим, односно да биде ставено на увид на советниците. Од тука произлегува најверојатно и потребата да се свика оваа седница брзо и итно, само за да се задоволат најверојатно нечии интереси. Председателот на Советот, како и останатите партии СДСМ, ДУ и ДП останаа без коментар. Остана неодговорено зошто толкова итност во носењето на деталните урбанистички планови. Инаку се работи за левата страна на потегот од влезот на Тетово кај поранешната фабрика Шик и Елак кон клиничката болница, каде се предвидува изградба на дури 20 висококатници. Ова ќе значи ново бетонирање на градот кој веќе има проблеми со загадување и недостиг на зелени површини, токму поради градежната офанзива.